Добро вечер. Го гледате централниот дневник на регионалната К1. Настаните кои информативната редакција ги одбра за денес. Ги донесуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. По низата земјотреси кои што ја зафатија Македонија, во општина Велес нема никакви пријави за оштетување. Технолошко-техничкиот факултет денеска го одржа првиот академски час за новите студенти запишани во учебната 2016-2017 година. Најдобрите македонски кошаркари дефинитивно се збогуваа со шансите за пласман на Евробаскет 2017. По низата земјотреси кои што ја зафатија нашата земја, во општина Велес нема никакви пријави за оштетување. Нема ниту една пукнатина ниту во училиштата, градинките и институциите кои што се под локалната самоуправа. Во серијата земјотреси кои ја зафатија земјава во општина Велес нема никакви пријави за оштетувања. Нема ниту една пукнатина ниту во училиштата, градинките и институциите кои што се под локална самоуправа. Само една телефонска дојава за паднат зид во Башино село, за кој општинските власти констатирале дека е паднат од старост, информира градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. За сега у Велес се безбедни сите објекти, сите згради, гледате дека сигурно при големиот протрес имало придвижување на одредени работи во домаќинствата, од лустери, од телевизори и така натаму, меѓутоа без значителни оштетувања се почувствувал земјотресот и во нашиот град, нормално 45 км сме од Скопје, воздушна линија 30 на километра, меѓутоа жителите на Велес за сега можат мирно да спијат. Во последниве неколку години, за секоја предвидена градба, потребно е да се добие позитивно мислење од Институтот за земјотресно инженерство. Во минатото се бараше изработена статика од стручно лице. Во ланецот на добавувачи странските инвеститори се повеќе ги вклучуваат и домашните компании. На годишно ниво вкупната вредност на набавки која странските компании ја направиле од локални е околу 50 милиони евра. Оваа соработка може да се зголемува. Ова е заклучокот од конференцијата за вмрежување на компании од металната индустрија. Се подобрува соработката помеѓу домашните и странските компании. Во моментов повеќе од 500 домашни компании се директни добавувачи на странските инвеститори кои се дел од технолошко-индустријските развојни зони. Овој пример почнуваат да го следат и компаниите кои што се дел од лесната индустрија. Тоа пак значи дека паралелно со креирањето на нови работни места се овозможува и јакнење на локалната економија. На првата конференција за вмнежување на компании од металната индустрија во организација на УСАИД беше потенцирано дека вкупната вредност на набавки од локални компании, направени од страна на странски инвеститори во тир зоните, на годишно ниво изнесува околу 50 милиони евра. Како се зголемува бројот на домашни компании во синџирот на добавувачи на странските инвеститори, така се зголемува и можноста тие полесно да испаднат на странските пазари. Од Асоциацијата на метална и електроиндустрија сметаат дека оваа конференција е значајна бидејќи за прв пат на едно место се домашни и странски компании кои што можат да градат деловни односи. Кога станува збор за директната соработка според статистиката, најголем бенефит досега имаат градежните компании кои всушност работат на изградба на производствените капацитети. Потоа следат услужните дејности. Советот на млади започна со работа за креирање на стратегија за млади на општина Велес за периодот од 2017 до 2021 година. Во креирањето на стратегијата, Советот на млади е главен координатор на работата, а вклучени се и сите основни и средни училишта, институции, организации, индивидуалци и подмладоци на политички партии. На оваа тема во вториот дневник имавме линковско вклучување со колешката Сања Левкова Ангелова, па еве дел од разговорот.
Денес отпочнуваме со креирање на стратегијата за млади на општина Велес во периодот од 2017-2021, значи 4-годишен период, каде што Советот на млади за прв пат креира на ваква стратегија и гордост ние што сме прв совет во Републикава што ќе отпочнеме да креираме на стратегија за млади. Значи, Советот на млади е како главен координатор на оваа стратегија, ќе бидат вклучени сите индивидуалци, невладини организации, основни и средни училишта, како и подмалци на политички партии. Значи, оваа стратегија што ќе ја креираме, ќе биде еден темел во понатамошната работа на Советот, кај што ќе се базира програмата врз основа на стратегијата на млади. Така да очекуваме по завршувањето на овие работилници да излеземе во јавност со еден готов документ кој ќе биде презентиран во јавноста и потоа ќе биде доставен до Советот на општина Велес. Каде мислите дека младите највеќе интерес ќе пројават? Дали можеби тоа е во информатиката, образованието или пак при вработување? Досегашната пракса на работата на Советот докажува дека младите највише потреба имаат од дополнителна едукација. Многу млади, како што е политиката на општина Велес, се фокусира во спортот, така да и ние како Совет на млади се надеваме дека ќе имаме дополнителни едукации и трибини кај што младите дополнително ќе можат да се едуцираат. Исто така не го изоставаме и спортот кај што главен фокус ќе дадеме токму таму. За тоа колку во работата на локалната самоуправа е од големо значење и работата на Советот на млади на општина Велес, разговараме и со градоначалникот на општина Велес, господинот Славчо Чадиев. Господине Чадиев, од какво значење е работата на Советот на општина Велес за локалната самоуправа? Па, секако, значи, изготвувањето на овој долгогодишен документ, значи, на 5 години, оваа стратегија ќе има своји одбележувања, значени обврски што ќе ги преземат да ги остварат младите во наредниот период, меѓутоа и едни конкретни цели што треба да се изготва, кои би требало да се остварат во овој 5-годишен период, бидејќи секоја година они ќе поднесуваат извештај до Советот на општина Велес што од нивните зацртани цели во таа стратегија се остварени, што не се остварени, која е причината за неостварувањето, меѓутоа која е причината за задоволството за остварените да кажеме проекти и резултати во текот на таа година, за на крајот на 5-та година имаме сумарен резултат од целокупното работење на врз основа на стратегијата. Ние имаме позитивно искуство со овие стратегии. Значи да нагласам дека општина Велес е првата општина во Република Македонија што ги отпочна да ги поддржуваш изработката на овие стратегии. Почнавме со стратегија за лица со посебни потреби, веќе имаме втор 5-годишен план што е изработен, меѓутоа исто така имаме стратегија за стари лица, односно за пензионери. И се тие два правца ни дадоа насока дека е потребно да се изработат повеќе стратегии во сегментов на работењето на Советот на општина Велес, која што најзначајно место можеби ќе си зафани стратегијата за млади лица, кој што треба да се изработи и да се имплементира. Значи, целокупното живење се базира на општината на сите овие стратегии, почнувајќи од младите, одејќи преку пензионерите, завршувајќи со лицата со посебни потреби, значи се покажа дека се добиваат квалитетни решенија за одредени проблеми. Одгледувачите на кози постепено ги зголемуваат стадата. Побарувачката на козјо месо и преработките од млекото на домашните пазари е се поголема, иако се уште не може да се спореди со потрошувачката во европските држави. Се поголема е побарувачката на козјо млеко и преработките од истото на домашните пазари. Сепак се уште не се споредува со потрошувачката во европските држави. Одгледувачите на кози се повеќе ги зголемуваат своите стада. Во земјава има 75.000 кози, што представува зголемување за 18% од претходните години. Кај македонските фармери најзастапена е домашната раса балканска. Козите најмногу ги одгледуваат индивидуалните земјоделци. Како резултат на побарувачката на пазарот за козјо млеко, како и неговата профитабилност, бројот на фармите се зголемува. На годишно ниво, вкупното производство на козјо млеко е речиси 15.000 тони. За разлика од овчото млеко, цената е двојно помала, па во преработките поголем дел од сточарите го мешаат со овчото. Кај козјото месо пак, за разлика од млекото, потрошувачката е помала.
Технолошко-техничкиот факултет денеска го одржа првиот академски час за новите студенти запишани во учебната 2016-2017 година. На новите бруцоши им беа доделени студентските индекси. Им беше посакан успешен старт на учебната година. Тие се дел од двете студиски програми кои ги нуди факултетот: нутриционизам и прехранбена технологија и биотехнологија. Свечано одржан првиот академски час на Технолошко-техничкиот факултет. На новите бруцоши им беа доделени студентските индекси и им беше посакан успешен старт на учебната година. Тие се дел од двете студиски програми кои ги нуди факултетот: нутриционизам и прехранбена технологија и биотехнологија. Оваа година интересот поголем за насоката нутриционизам. Во Велес се запишани вкупно 25 студенти на насоката нутриционизам, 8 студенти на насоката прехранбена технологија и биотехнологија, додека пак на дисперзираните студии ни беше одобрена само една студиска програма нутриционизам, така што во Битола ни се запишани 43, а во Кичево 15 студенти. Студентите ќе студираат по европски кредит трансфер систем, а двете насоки предвидуваат 4-годишна студиска програма. Работиме според европски кредит трансфер систем. Новитети секој од нас од професорите воведува во делот на практичната работа, во делот на теоретската работа, така што иновативноста на професорот ни е пред се. Она кое што е новитет кој што го продолжуваме од оваа 2016 година е воведувањето на далечинско учење, значи далечинско предавање за студентите кои што се запишени на нашите дисперзирани студии. На првиот академски час некои од студентите помалку, а некои повеќе возбудени. Велат студиите на овој факултет ќе им овозможи да се стекнат со повеќе знаења, искуства и успеси. Возбудено ще сум и очекувам исто успех, да успееме. Тоа ме влече, тоа сакам да вучам. Повеќе успех. И оваа академска година на Технолошко-техничкиот факултет продолжува практичната работа со институциите, со кои факултетот има потпишано соработка. Доделени се сертификатите на партнер семејствата за комплетирано волонтирање во населбата Хабитат. Тие претходно беа селектирани во програмата за новоградби во Велес. Волонтирање од 400 часови во сопствениот дом е еден од условите за добивање стан во оваа населба. Тим од 30 на волонтери од корпорацијата Трајвент во изминатите неколку дена учествуваа во изградбата на зградата. Семејствата кои волонтираа во изградбата на сопствените станови во населбата Хабитат добија сертификат. Волонтирање од 400 часови во сопствениот дом е еден од условите за добивање стан во оваа населба. Тие претходно беа селектирани во програмата за новоградби во Велес. Семејствата упатија благодарност до 30 волонтери од американската компанија Трајвент. Сакам да ви се заблагодарам за вашите неколку дена потрошени за изградба на нашите станови. Се надевам дека бевте задоволни од нашето гостопримство, нашата помош. Ние тука, останатите семејства, вложивме доста труд во изградба на нашите домови, на дружење со сите фамилии, подобро запознавање и во иднина ќе продолжиме така да си помагаме и меѓусебно како што градиме оваа зграда, така и да продолжиме и со одржување на оваа зграда, не само во изградба. Волонтирањето во Велес за Том Еделен од компанијата Трајвент е прекрасно искуство. Имавме одлично искуство во Македонија. Луѓето беа топли, фини, имаше многу добра храна. Сите ние сме задоволни и благодарни што можевме да помогнеме на луѓето за да имаат убав дом. Ова ни значи многу. Дојдовме од далеку за да дадеме, но примивме многу повеќе отколку што дадовме. Хабитат Македонија проектот започна во 2008 година. До сега се изградени 4 згради, во моментов се гради 5-тата. Предвидено е да се изградат 11. Сето ова се случува во едно комплицирано време за Македонија, каде што меѓу другото сме сведоци на многу иселувања. Се надеваме дека на овој начин ќе придонесеме семејствата, особено младите брачни двојки, да останат тука и да ја најдат својата среќа и благосостојба во Велес и во Македонија. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев изрази задоволство од добрата меѓусебна соработка со Хабитат Македонија.
И општината има свој придонес во изградбата на оваа населба. Партиципацијата на општината е носењето на деталниот урбанистички план, средувањето на инфраструктурата и нормално одржавање на сето тоа. Зградата има 12 стана со површина помеѓу 65 и 70 метри квадратни. Се очекува за 6 месеци да биде пуштена во употреба. Во наредните месеци треба да биде распишан конкурс и за новите згради. 17 крвни единици се собраа на денешната крводарителска акција која што беше спроведена во јавното комунално предпријатие Дервен. Акцијата беше во организација на Општинската организација на Црвениот крст Велес во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Вработените во јавното комунално предпријатие Дервен даруваа крв. Ова акција е традиционална и се реализира во соработка со Општинската организација на Црвениот крст и Институтот за трансфузиологија од Скопје. Собрани се 17 крвни единици. Да се спаси човечки живот и да се покаже хуманоста на дело. Ова велат крводарителите. Е мотив тие да ја подадат раката и да даруваат крв. Ново е чувството. Најпрвен, добро е сите луѓе да се вклучат во ваквите акции, бидејќи спасуваат живот, а и за самите нив е здраво. До сега дарувано околу 20 на пати. Какво чувството да се спаси човечки живот? Па колку можеме, толку сега. Од нас толку, Господа повише. Собраните крвни единици од Црвениот крст велат дека се според очекувањата и истите се наменети за потребите на скопските клиники. Ние постојано сме во тек со крводарителски акции и службите секојдневно примаат крводарители. Крвта е секогаш потребна, така да апелираме до граѓаните да нели оние кои што се редовни крводарители, редовно да се јавуваат на нашите акции, оние кои што не се вклучиле во крводарителство, да пробаат да станат и тие член на семејството на крводарители, затоа што секогаш и секоја крвна единица ќе спаси нечи живот. Вакви крводарителски акции во организација на Општинската организација на Црвениот крст до крајот на годината ќе се организираат и во други работни организации, како и во сите средни училишта во градот. Специјалното јавно обвинителство денеска до Основниот суд Скопје 1 поднесе 2 обвинителни предлога поврзани со кривични дела, кои произлегуваат од незаконски преслушкуваните разговори. Република Македонија синоќ има нов почесен конзулат во Кралството Белгија. Вестите од Македонија. Два обвинителни предлога поврзани со кривични дела кои произлегуваат од незаконски прислушкуваните разговори поднесе денеска специјалното јавно обвинителство до Основниот суд Скопје 1. Според образложението на обвинителката Фатиме Фетај, првиот случај се однесува на уништување документи прибавени од незаконското прислушкување што го извршиле вработени во петата управа на Министерството за внатрешни работи. Во овој случај покренато е обвинение против вкупно 7 лица. Вториот случај за кој е поднесен предлог за покренување обвинение произлегува од прислушкуван разговор воден меѓу високи носители на извршната власт од вечерта на 1.6.2013 година. Во овој случај испитани биле 20 на сведоци и прибавена е документација. Обвинението опфаќа вкупно 14 лица осомничени за кривично дело насилство, од кои 5 поттикнувачи и 9 извршители. Инаку на денешната пресконференција главната обвинителка Катица Јанева изјави дека обвинителството ќе ја продолжи истрагата со цел да се утврди кој извршил кривични дела поврзани со незаконското прислушкување, како и тоа кој го вршил прислушкувањето во периодот од 2008 до 2015 година. Нов почесен конзулат во Кралството Белгија од синоќ има Република Македонија, јавува дописникот на Мија од Антверпен. Со свечена церемонија конзулатот го отворија заменик председателот на владата на Република Македонија и министер за надворешни работи Никола Поповски, заедно со градоначалникот на Антверпен Барт де Вевер. Како што се наведува во соопштението на Македонското министерство за надворешни работи, за почесен конзул на Република Македонија именуван
Рајес Леменс, млад предприемач со искуство во Европа, Блискиот Исток, Латинска Америка и Африка. При отварањето Поповски напомена дека Република Македонија го назначи Леменс за почесен конзул на земјава поради неговите успеси на економски план, како и поради придонесот што досега го дал во промоција на Македонија пред белгиската бизнис заедница. Инаку пред чинот на отворањето на почесниот конзулат во Антверпен беше организирана и бизнис презентација на можностите кои ги нуди Македонија пред бизнисмени од повеќе сектори во Белгија. Приватното обезбедување станува актуелен сегмент од секојдневното живење. Меѓународната конференција Приватна безбедност во 21 век, искуства и предизвици е место каде се разменуваат искуства, знаење и практики од реномирани експерти од оваа област на приватното обезбедување од земјата и странство, вели Верица Милевска-Стефановска, председателот на Комората на Република Македонија за приватно обезбедување, и додава дека приватното обезбедување во Македонија се стреми да биде во чекор со светските трендови на приватно обезбедување. Конференцијата е посветена на една тематска целина, проблемите и предизвиците на приватната безбедност и дејноста приватно обезбедување во Република Македонија. Денешната конференција исто така ќе ја искористиме и за промоција на уште едно пишано дело во издаваштво на Комората. Тоа е публикацијата Планирање и процена на ризик по функција на заштита на лица, имот и работење од авторите професор доктор Зоран Кековиќ, професор доктор Оливер Бакревски, доктор Стефко Стефановски и магистар Славица Павловиќ. Оливер Бакревски, раководител на Институтот за безбедност, одбрана, мир, истакна дека приватното обезбедување постојано оди во нагорна линија и се повеќе е барано како во приватниот, така и во државниот и бизнис секторот. Истото има главна улога како во безбедноста на државата, така и во одржувањето на мирот на глобално ниво. Особено радува фактот што апсолутно овој позитивен прогрес оди во нагорна линија. Не само што има поистакната улога приватната безбедност и особено приватното обезбедување, тоа денеска се доживува како еден од фундаменталните конституенси, заедно со другите елементи на безбедносниот сектор, играат централна улога во обезбедување на посакуваната безбедносна клима во државата и што е најважно во она општа репродукција на мировните процеси и во мирното решавање на проблемите. Председателот на Словенската комора за приватно обезбедување Бранко Слаг вели дека во Словенија приватното обезбедување има голема примена во секојдневниот живот. Истото е доста барано како од политичари, светски музички звезди, така и од бизнис секторот и од верските заедници. Во Словенија комората постои 21 година, а приватната безбедност работи од 1991 година. Така да со текот на времето морам да кажам дека ги имаме освоено сите сегменти на живење во сите сектори каде што е потребна приватната безбедност. Во последно време во Словенија оваа област има просперитет, има поголема побарувачка интерес, особено за онаа стручна специјална приватна безбедност. Меѓународната конференција Приватна безбедност во 21 век, искуства и предизвици, како и кампањата Денови на приватно обезбедување 2016 како дел од оваа конференција ќе овозможи за информирање за актуелните состојби, предизвици и насоки за развој на дејноста приватно обезбедување. Автомобил удрил во автобус, а тој пак се забил во семејна куќа. 2 деца и 1 возрастен човек се повредени. Овој сообраќаен хаос се случил вчера вечер во главниот град на Србија. Автобусот превезувал ученици. Од ударот едно 12 годишно дете има потрес на мозокот, а другото повредено дете е на возраст од 11 години и е со скршени предни заби. Во болница на лекување задржан бил повозрастен маж, кој во критичниот момент бил во куќата во која удри автобусот. Пренесуваат српските медиуми. Следуваат и останатите вести од светот. 755.000 евра ќе добие Србија за згрижување на мигрантите и бегалците во земјата. Ова следи откако денеска во Париз беше подпишан договор за давање на неповратни средства меѓу Србија и Банката за развој на Советот на Европа. Договорот е подпишан за време на состанокот помеѓу премиерот на Србија Александар Вучик и директорот на Банката за развој Ролф Вензел. Овие средства за земјата значат продолжување на помошта од 2,5 милиони евра која
банката за развој веќе ја имплементирала. Воедно представуваат и најава за нови грантови на српската влада за нејзините потреби, не само за мигрантите, туку и за локалното население. Од Банката за развој на Советот на Европа истакнуваат дека Србија представува добар пример за тоа како свесно и одговорно се трошат добиените финансиски средства. Носејки силни ветрови и поројни дождови, тајфунот Меранти денеска ја погоди југоисточна Кина. Нема податоци за жртви, но поради невремето снемало електрична енергија. Тајфунот стигна до копнениот дел на Кина. Истиот беше регистриран како супер тајфун пред да загуби дел од силата при преминување во Јужен Тајван. На видеата кои беа објавени од кинеските медиуми се забележуваат поплавени улици, паднати дрвја и скршени автомобили. Неколку селски области се одсечени. Десетици илјади лица веќе беа евакуирани при приближувањето на тајфунот. Во Тајван над половина милион жители останаа без електрична енергија, а 5 беа ранети. Побрзо интегрирање на бегалците на пазарот на трудот, ова го побарала германската канцеларка Ангела Меркел од раководителите на водечките компании кои веќе имаат вработени по 100 бегалци кои во земјата пристигнале минатата година. Многу од компаниите како оправдување за невработување на бегалците го потенцирале проблемот со непознавањето на германскиот јазик. Германската канцеларка е една од најгласните политичари кои отворено зборуваат за потребата од сеопфатна помош за мигрантите. Токму затоа критиките се големи. Во текот на овој четврток имавме сончево и релативно топло време. Максималната температура долж по Вардарието и котлините во источниот регион ќе се движи во границите од 29 до 31 степен. Метеоролозите известуваат дека и утре не очекува слично време. Еве ги деталите. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме централното издание на Дневникот. Имете пријатна вечер со програмата на К1.